благодарам. Еве и од мое име и од името на проектот за индустријски менеджмент на USAID, сакам да честитам новата година и ви посакам се најдобро во истата. Темата денешна ќе биде енергетската ефикасност, подобрување енергетската ефикасност во индустријата. Како што знаеме, таа допринесува за економски развој и за исто така позитивно влијае врз животната средина. Инвестирањето во енергетски ефикасни мерки допринесува да се намали потрошувачката енергија, енергетската интензивност во индустријата, а исто така да се зголемат конкурентноста на индустријските производи. Воедно е познато дека инвестирањето во енергетската ефикасност преку подобрување на управувањето со потрошувачка енергија во индустријата е подобро влијае во споредба со инвестирањето во нова опреба и технологии кои што имаат поголема енергетска ефикасност. Од таа причина, а и врз основа на тоа што економскиот развој во нашава земја е базиран врз развојот на енергетиката, како и намалување на зависноста на увозот од електричната енергија и другите енергенси за домашни потреба, инвестирањето во енергетската ефикасност е од суштинско значење за развој на Република Македонија. Од таа причина и USAID, односно Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите американски држави, веќе четврта година го спроведува проектот за индустријски менеджмент, чијашто цел е да се зголеми конкурентноста на индустријските компании преку намалување на потрошувачката енергија и трошоците за енергија, а со тоа и да се намали влијанието на стакленичката градина, односно на гасовите во атмосферата. Конкретно се однесува проектот работи на воведување енергетски менеджмент во индустријските компании преку воведување на систематски континуиран пристап и посветеност во управувањето со потрошувачката енергија, врз основа на начелата и принципите на меѓународниот стандард за систем за управување со енергија ISO 50001, кој што во меѓународна употреба беше воведен во 2011 година. Проектот се заснова на неколку основни активности, меѓу кои што најглавната активност е воведување на системи за управување и мониторинг на потрошувачка на енергија во индустријски компании. Со помош на конфинансирање од страна на USAID или поделба на трошоци со индустријските компании, во Македонија во изминативе 2 години се воведоа 17 и се реализира 17 системи за мониторинг и управување со потрошувачка енергија во 17 индустријски компании од различни индустријски гранки во приватниот сектор. Системите се имплементирани во компании од прехранбена индустрија, индустрија за пијалаци, индустрија за градежни материјали, фармацевтска индустрија, екстракција и процесирање на мермер и дрвна индустрија, како и електроника, производство на индустријски гасови и други индустрии. Јас би сакал да ги набројам компаниите кои што учествуваа во овој проект и кои што денес имаат прилика и можност да вршат мониторинг и управување со потрошувачката енергија во нивните производни погони. Тоа се Кнауф Радика, Хайтеш корпорација, Алкалоид, Промес, Специјал продукт, Мак Прогрес, Вивакс, Здравје Радово, ВЗ Шари, Нова Рефрактори, Дуропак или денешен ДС Смит, Колит Интернационал, Кадин Индустри Груп, Месер Вардар Техногаз, Свислион, Мермерен комбинат Прилеп и Дик Фагус од Пексчел. Во сите овие компании беа воведени системи кои што се комбинација од хардвер и софтвер или се составени од мерни уреди, телекомуникациони компоненти, од компјутерска опрема и специјализиран софтвер кои што овозможуваат континуирано и во реално време да се врши мониторинг и на потрошувачката енергија и компаниите да имаат увид во потрошувачката во секој момент. И тоа истовремено да им допринесе да можат подобро да вршат планирање на својата потрошувачка и во контекст на либерализација на пазарот на електрична енергија. Тоа им допринесува да можат подобро да планираат и да можат подобро да ги договараат идните нарачки и потрошувачка на електрична енергија во нивните производни погони. Знаеме дека електричната енергија е најголем потрошувач, односно енергенс во индустријата, а тоа значи практично користењето на електричната енергија
практично доведува и до неефикасна употреба во производствените погони и ја прави неконкурентна нашата индустрија, од причина што има големи загуби во преносот на електрична енергија од местото на производство до крајниот потрошувач. Користењето на вакви системи допринесува да можат да воедно да компаниите подобро и да управуваат и да имаат увид во потрошувачката во секој момент. Освен воедно да кажам дека една од причините заради тоа што нашава индустрија е неконкурентна, а ние се трудиме да биде конкурентна преку намалување на потрошувачка енергија и трошоците за неа, е тоа што истата индустрија во голем дел користи застарена технологија, која што е неефикасна и допринесува до зголемени трошоци на енергија. Истовремено во текот на долгиот период на транзиција не се имало и доволно ниво на инвестиции во индустријата, во приватниот сектор, кои што можат да допринесат за подобрување конкурентноста на индустријските производи. Освен воведување на овие системи, ние работевме и на обуки на самите компании, така да во изминатите 2 години во соработка со УНИДО ние спроведовме 600 обуки за стандардот ISO 50001 и за најдобри практики за управување со потрошувачка на енергија, во кои што се обучија или тренира повеќе од 80 организации, компании. Истовремено нудиме и стручна помош за подобрување на енергетската ефикасност во производните погони преку изработка на разни видови на проекти, на инвестициски студии и анализи, кои што подобруваат на компаниите, на овие пилот компании, да можат да имаат подобар увид и во однос на техничкото спроведување и профитабилноста на спроведување на овие мерки во нивните компании. При тоа, тој тип на мерки кои што ги предлагаме и на кои што работиме, на пример, замена на погонско гориво, компензација на реактивна енергија, замена на осветление со енергетски ефикасно осветление, потоа искористување на отпадна топлина, управување со топлинската енергија во компаниите, замена на опрема за енергетски трансформации и слично. Сите овие мерки допринесуваат да крајната цел да се намали потрошувачката на енергија или да се одбегне таа енергија која што неефикасно нема потреба да се троши. Тие со намалување на потрошувачката трошоците ќе се намалат како дел од вкупните трошоци и тоа ќе допринесе да се зголеми профитот на компаниите на тој начин. Обично компаниите инвестираат во развој, односно во производство, и тоа е за да се зголемат нивниот приход и да се зголемат профитот на тој начин. Меѓутоа, доколку се погледне од другата страна, а тоа е преку намалување на трошоците на производствените трошоци, а енергијата е еден од производствените трошоци, на тој начин може да се дојде до значителни заштеди, односно до зголемување на профитабилноста на компаниите. Во однос на самите мерки кои што компаниите треба да ги спроведат, многу е важно посветеноста на самиот менаџмент. Доколку нема посветеност од самиот менаџмент и носење на одлуки за ваков тип на заштеди, тогаш многу тешко се остваруваат овие активности. Секако, посветеноста не завршува кај менаџментот, него таму почнува и треба посветеноста да биде на сите нивоа распределена со одредени задачи и одговорности. Освен овие мерки, ние им помагаме на компаниите и да дојдат и до финансирање на одредени проекти, кои што ги напоменав, преку изработка на бизнис планови и анализи за потребите на банките. Значи, истовремено им помогнеме на компаниите, доколку има потреба за поголеми инвестиции, овој тип на енергетски проекти се капитално интензивни, да дојдат до некои проекти и одобрување на кредити од банките со цел да може да реализираат една успешна приказна. Такви проекти направивме и реализиравме, неколку веќе се реализирани во Колит Колешино, во Алкалуит, во Нова рефракторија во фаза на одлучување и истовремено се работи и на некои други компании како што се Кадин Industry Group, Мак Прогрес Виница и некои други.
Во оваа година ќе продолжиме со изработка и помош на нудење на таква стручна помош на компаниите, се со цел да ја подобрат нивната конкурентна предност на домашниот и на регионалниот пазар. Истовремено работиме и со две домашни инженерни компании за развој, проектирање, инсталирање и одржување на системите за мониторинг и управување со потрошувачка енергија и го зголемување на нивниот капацитет за работа на домашниот пазар. Јас, како заклучок на се ова, би сакал да кажам дека реализацијата на овој проект дава мотив на индустријските компании во нашата држава за се заложат за намалување на потрошувачката на енергија и на трошоците за истата, а преку тоа ќе го зголемат својот имидж, ќе го зголемат својот профит истовремено, ќе ги мотивираат своите вработени, а индиректно ќе влијаат и на подобрување на конкурентноста на своите производи и на стабилноста, сигурноста во снабдувањето со електрични и други видови енергија и воедно ќе подобрат економијата во нашата држава. Потрошувачката многу зависи од типот на индустријата, од приходот кој што го справува, односно обртот на работењето и кој тип на индустрија. Значи имаме енергетски интензивни индустрии и помалку енергетски интензивни. Например, металната индустрија е таква интензивна индустрија каде што работењето, односно намалувањето на потрошувачка енергија е императив во работењето и зависи и опстанокот на такви компании, затоа што нивниот опстанок на пазарот, учеството на енергија во нивниот вкупен производ е многу високо. Се покажа дека на зголемувањето на профитот или конкурентноста на компаниите преку оперативни мерки од човечка природа или некои инвестиции од помал обем можат да допринесат од 5 до 10% во заштедата на енергијата во однос на ниво на компанија. Доколку се работи за поголеми потреби за намалување, потребно и поголеми инвестиции, кои што секако зависи од можноста на компаниите да тоа го направат и заинтересираноста нивна, како што кажа посветеноста на врвниот менеджмент. Меѓутоа, тие инвестиции на среден и на долг рок донесуваат заштеди и донесуваат намалување на тие трошоци, ги прават компаниите конкурентни. Значи тие заштеди може да бидат 20 па и до 30% од вкупните трошоци производствени трошоци на компаниите. Индивидуално, јас реков, значи индивидуално на компаниите во однос на зависно како се гледа. Значи доколку е во рамките на ниво на компанија, тие ви реков веќе дека се работи за некои средни до поголеми компании, тие имаат заштеда некаде околу 10% во поголем број од компаниите. Значи се движи некаде околу 10% на годишно ниво. Некои од компаниите имаат и помали заштеди, 2 до 3%, во однос на нивните вкупни трошоци. Значи, секогаш се трудиме да допринесеме со вакви интервенции, да допринесеме на поголеми заштеди, меѓутоа тоа секако реков дека зависи и од нивото на инвестиции кои што компаниите сакаат, односно дали можат и ќе донесат одлука да такви инвестиции спроведат. Значи, кога се работи за поголеми инвестиции од стотиници илјади евра, милиони и повеќе милиони евра, секако дека овие заштеди може да бидат поголеми. Значи, системите за мониторинг и управување со потрошувачка енергија секако зависат повторно од обемот и потребата на компаниите, дали тие мерат на едно место, на повеќе локации и така натаму, пошто овој систем интегрален и може да допринесе да имате увид од повеќе различни локации или повеќе објекти на едно место да ги имате сите податоци. Значи, пошто е веб базиран, сите податоци се пренесуваат на интернет и можете да имате пристап по централен сервер или на повеќе други юзери, корисници на системот. При тоа, во нашите анализи, односно во нашите примери, конкретно за овие 17 компании што ги набројав, инвестициите некаде се движат некаде од околу 20.000 евра, па некаде до отприлика 50 па до 60.000 евра, од кои дел од тие трошоци ги сноси USAID.